Здраво, дечки! Повторно снег, снежни услови, но имаме еден добар теренец, не е офроудер, теренец огромен, со зимски гуми, што е супер, може на вакви места да се дружиме. Воу. Но некој што треба биде позади камерава во моментов се однесува многу цивилизирано, така да, Toyota Highlander. Ајде да пробам да го застанам и да видиме што се нуди и надвор и внатре. Само миле, окей, се гледаме за кратко. Конечно успев да го сопрам миле. Ова е новиот Toyota Highlander. Дизајнерски, само ќе спомнам дека Toyota Highlander изгледа многу амерички, што јас сум голем фан на такви дизајни, на толку непотребно големо возило. Останатите детали ќе ги оставам вие да ги впиете, бидејќи има огромни вдлабнатини на хаубата, тоа е сето дизајнерски направено за подобра аеродинамика, бидејќи огромни на автопат, навистина се чувствува дека сите тие елементи придонеле за многу подобар комфор, односно не се чувствува отпор на воздух и сите тие елементи. Ајде сега одиме наназад, јодиме, бидејќи огромно. Доаѓам до задниот дел, тука ќе го видиме багажникот. Тадам, миле. Тадам, супер. Автоматска врата, нормално за 66.900 евра добивате цела гарсонјера, односно 1900 литри багажен капацитет. Кога ќе го спуштите средниот ред, среден ред бидејќи има 3 реда, седмосете. Ај прво да ги кренам средниве седишта, бидејќи да видите од прилика за што станува збор. Ова го добивате кога средниот ред е кренат. Ако се возите 7 души, едноставно само потегнувате тука и тадам, 7 седишта. Нормално и другите треба да се кренат, но ова е багажниот простор кога ќе ги кренете сите 3 реда. Нормално не очекувате преголем багажен капацитет, бидејќи 7 седишта се искористува дел од багажниот простор, но 950 литри воопшто не са малку. Од останатите практични работи, тоа што даскава, не очекував дека вака лесно се вади, но тука имаме тука е скриена завесата што се става до згора, има дигалка и брза помош. Толку е од тие практични работи, немате сет за репарации, немате резервно тркало, што искрено малце е чудно. Толкаво возило, нормално кога ќе го возите на некои вакви попланински предели, може би ќе ви се дупне гума, добро, не коментирам повеќе. Куќи за качалки, тука имате за качалки, куќи има низ целиот багажен простор и тоа е тоа. Ајде да влеземе внатре да ги видиме сите 7 седишта. Сега тука, прво, повторно ќе го спуштам седиштево. Зошто? Само да видам превеше, добро. За да ви покажам како се влегува на третиот ред. Значи, го склопувате. Од тука имате една скала. Добро, ова требаше го направам уште преска. И, тадам, еве го третиот ред. Премногу простор не очекувате, нормално, бидејќи ова е само која копче беше. Ево го. Од прилика, ова е просторот што се добива позади, да, пониско, да, нема повеќе простор за нозете како на тој ред и нема толку простор за главата, но искрено не е толку лошо, само што волку возрастни луѓе како мене нема да бидат најудобно сместени тука. Инаку има две остави за шишење од двете страни, по две, супер кул. И сега може да се преместам јас напред. Океј, сега да кренам и овие седишта. Миле, ќе ми помогнеш? Thank you. Прво назад, одиме горе. Да, овие седишта тука имате опција за регулирање на самиот наслон, што е супер. И само да видам која беше од нив две. Аха, ова.
значи можете да ги регулирате како сакате. Наслон за рака нормално со две остави за шишење тука, плюс комфор идеален за нозете и повеќе доволно за главата исто така, и покрај тоа што има огромен панорамски покрив, стварно тука е многу удобно. Трозонска клима, значи можете тука да местите, имате греачи на седишта, одлично, завеса, и покрај тоа што се затемнети стаклата, имате дополнителна завеса за уште еден плюс комодитет ако сакате да се дозатемни целиот простор. Имате уште еден отвор тука за вентилацијата, за качалка плюс, и стварно тука е многу убава. Ова не го спомнам во делот опремата, бидејќи за овие снежни денови ваква четка мора да имам. А да, има два USB порта кои што се супер чарџери, што е супер кул. Речи си рамен под, што е супер, тоа значи дека тука на средниот дел може исто така некој многу удобно да биде сместен. Ајде одиме са напред. Не знам зашто се направив многу сокал. Миле, нешто знаеш? Не. Иде назад пак. Предниот дел. Вау. Типично за Toyota, искористуваат секој можен детал да биде практичен. Тоа значи дека уште една остава е оставена тука плюс за телефонот, тука кај со возачот, доле имате за телефонот уште една остава, 3 USB порта, 12 волтен приклучок за струја, тука има еден дополнителен отвор за USB кабелот ако го користите да не ви се влече вака, тука го протињате од оваа дупка и е супер практично. Бежичен полнач, огромна остава, ама зборам огромна, тука мислам дека можам да ставам 3 кила портокали, сано огромна остава и две остави за шишиња. Добро, сега од останатиот дел квалитетна изработка, искрено многу добар квалитетна изработка, се е меко од искористените материјали. Тука е поставена некоја имитација на дрво, ова е пластика. Искрено изгледа убаво, дури со овој сив интериер, кожен, не е висинска кожа, нормално. 12-инчен екран, кој што е огромен, кој што е лесен за функционирање, но се гледа дека му треба едно мало освежување во поглед на неговите поголеми браќа, пример Lexus, што се нудат. Инаку целиот инфозабавен систем со целото зачување е од JBL, феноменален звук. Имаме на критика околу целиот инфозабавен систем, премногу копчиња има, имате грејење и ладење на седиштата, но едноставно некако ми изгледат како премногу копчиња и овие тркалца тука се малку чудни, не знам дали некој пат се расипан или не, бидејќи не го имам доволно осетот за вртење на самите тркалца. Друга критика имам што копчето за греачи за волан, за камерите и за автоматските светла се поставени тука доле лево од возачот. Би сакал да ми бидат тие тука околу воланот или околу инфозабавниот екран, но во ред. Пред возачот дисплејот имате еден дигитален дисплеј и два аналогни дисплеја. Зошто така го направиле? Веројатно да задржат дел од постарите модели на Toyota и нешто современо. Heads-up дисплеј кој што е доста корисен за возачот, како што кажав, преска панорама и тоа е тоа, може да почнеме да возиме. Добре, јас морав да се пресовлечам, бидејќи некој што се однесуваше цивилизирано до пред малку ме направи цел сокал. Небитно, што значи Toyota Highlander додека се возиме? Toyota Highlander, конкретно овој пакет е опремен со највисокото ниво на опременост, премиум. Тоа значи дека се што гледате е убаво, луксузно, квалитетно, богато со опрема, бидејќи имаме панорами, кожи, како што зборевме, грејење, ладење, седишта, грејење на волан, сите можни безбедносни системи и едноставно дојдете до момент дали уште нешто друго би додал, не ми текнува. Искрено, толку многу работи има што стварно не би додал ништо, бидејќи нема што да додадете, има буквално се. Сега, што значи во поглед на перформанси Toyota Highlander, тука конкретно имаме 2,5 бензински мотор, хибрид. Хибрид кај Toyota значи дека конкретно тука е само полнечки хибрид и
најмногу делува во урбаните средини, каде што најмногу помага за намалување на потрошувачката, за намалување на издувните гасови и искрено сето тоа помага, влијае и е корисно, стварно е корисно. Дали можете да пројдете 40-50 км само на струја? Не можете, не е таков вид на хибрид, едноставно со секој кочење, со секој работење на моторот на внатрешно согорување се надополнуваат батериите и тоа ви овозможува одреден период да возите на струја во малку пониска брзина. Штом ќе стапнете малку повеќе на газ, нормално повеќе перформанси, тука ви е потребно да се активира и моторот со внатрешно согорување. Колку перформанси имаме? Имаме 248, да заокружиме на 250 конски сили, околу 180 конски сили произведува само бензинскиот мотор и уште 150 мислам дека беа во комбинација двата електромотори. И сега ќе си кажете, чекај малце, ако се собере таа бројка излегува повеќе од 250, како тогаш кажеш дека има толку? 2 и 2 во хибридниот режим, не се секој пат 4 и затоа искрено се уште не знам да ви објаснам точно како оди таа математика, но во комбинација кога работат овие два мотори, вкупната моќност е 250 конски сили, 248. И тоа е сосема доволно моќен, молкне, буквално чудово молкне, може да го ископа асфалтов колку е моќен. Дали е брз? Не е пребрз и не очекувате, особено тука влијае ЦВТ менувачот. Не сум фан, 100 пати јам кажано, едноставно таа непотребна бучава што прави, што ги крева обртајте на одредена бројка на вртежи, за линеарно да забрзувате, не можам, едноставно не можам да ја вклопам во мојот начин на возење, на функционирање. Дали сето тоа се навикнува? Апсолутно, искрено да, ја навикнав, само треба го смените вашиот стил на возење. Не треба нагло да дадете да притиснете на педалата за газ за да забрзувате, едноставно линеарно. На таков начин нормално сте малку поспори. Ако сакате да бидете брзи, можете, да, стиснете на педалата. Ќе добиете добро забрзување, 8,8 секунди беше забрзувањето од 0 до 100, но бучавата ќе имате. Имаме 3 различни режими на располагање, тоа значи нормал, еко и спорт. Во сите 3 различни режими се чувства стварно голема разлика, бидејќи респонзивност во сите 3 различни режими е голема. Во спорт е стварно спортско чувство, ги имате сите конски сили на располагање веднаш. Во нормал си е малце посмирен и во еко е дефинитивно сконцентриран на економичност. Не значи дека е тромав, никако, не е тромав воопшто, доста е брз, доста е моќен повторно, но едноставно респонзивноста е малце така лежеро, лаганини, пополека, ќе биде. И сето тоа влијае на потрошувачката во моментов, сега ми покажа 8,5, 8,6, урбани бројки се тоа. Искрено успеав да спуштам потрошувачката и на 7 литри во градски средини, што е многу добро, бидејќи знаете периодот возиме многу помали коли со многу помали мотори, демек треба да штедат малку повеќе и имаат поголема потрошувачка. Тука имаме едно чудовиште што не знам кај му е крајот. Имаме 7 седишта на располагање, 2,5 бензински мотор со 250 конски сили и потрошувачка од 8,5-8,6. Стварно е феноменално. Сега кај Toyota треба да знаете дека потрошувачката на отворено знае да биде малку повеќе. За разлика од другите модели кај што знае да биде малку помалку на отворено, тука е малку повеќе. Зошто? Бидејќи ЦВТ-то ја крева потрошувачката од причина што, како што кажав, обретајте, не работи хибридниот режим толку често и сето тоа влијае. Дали е голема разликата? Не. Пак се движи тука околу 8,5 до 9 максимум, зависи колку ќе го форсирате, но повторно таа бројка е сосема солидна. Во поглед на комфорот, удобноста, луѓе,
уживанци, стварно уживанци. Неколку пати гледав во проспектот да не има воздушна суспензија, не, стандардна суспензија, амортизери, но на толку висок автомобил, на толку долг, на толку тежок, 2,1, можеби не е толку тежок за толку голем автомобил, но стварно многу мек, не се чувствуваат дупките, буквално да прерипате тротоар, да кола да прерипате нема да осетите, толку многу е мек, удобен, комфорен, што стварно ме изненадува. Клатењето нема клатење, добро, не дека нема. Одредено клатење има, бидејќи е сепак висок, но не е толку многу, сведено е стварно на минимум. Ова Toyota што го направиле со Хайлендеров е стварно амерички, да се чувствувате удобно и што е можно по-комфортно внатре, да уживате во вожњата. Ова е крузер, стварно крузер. Ставете куфери, деца, фамилии, другари, што и да сакате у колава, тргнете на пат, ќе се заборавите до кај ќе стигнете, искрено. Во поглед на системите, да, ги имате сите системи, сите безбедносни системи, сето тоа функционира супер, но тука повторно ќе ги кажам како и во секоја друга епизода, Hyundai и Kia се врвот, па надолу доаѓаат сите. Работат супер системите, известуваат, предупредуваат во ред. Конзистентноста на задржувањето во сообраќајна лента, тука имам одредени критики, бидејќи еднаш-два пати ќе предупреди, после тоа се гаси. Би сакал тие системи да функционираат, да бидат конзистентни во нивното делување, бидејќи за тоа се поставени, за тоа ги купуваме. Во поглед на неговата практичност во урбани средини, имате паркинг сензори, паркинг камери на целото возило, можете секој ъгол да го видите, без разлика што е толку голем, едноставно нема да имате проблеми во паркирање, во маневрирање, бидејќи прво кругот на движење, на вртење му е доста мал, што е предност, лесно можете да го свртите, но сите овие системи и сензори дополнително помагаат за да не направите белје. Толку едноставно. Цената за конкретно овој пакет премиум е 66.900 евра, 67, и имате 10 години гаранција. Луѓе, 10 години гаранција. Ке се заборавите буквално една деценија да не го мислите автомобилот во никаков аспект, да бидете сигурни, тоа стварно многу значи. И стварно треба многу да внимаваме кога купуваме нов автомобил, да гледаме гаранција. Многу е потребно, многу е корисно и стварно ќе ви го смени начинот на живење. Толку е од мене и Highlander. Се гледаме наскоро со нова епизода. Чао!